Денес би сакал да ве повикам да бидете како мудрите евреи од Вереја. Што значи, што да правите? Што да испитувате? Писмото. Или писмата во множина. Да ги испитувате писмата, за да вие си оцените што е право. Дали, например, треба да ми верувате мене се што јас ке кажам од ова место, дека е точно, дека е така. Дали треба да ме верувате на брат Паул, дека се што кажал од ова место е точно и дека е така. Или на било кој друг во минатото. Според тој стих во Дела 17 глава, мудрите верници се оние кои што не му верувале ниту на апостол Павле, а апостол Павле беше вагонерот за своето време, или Джонсот, или Лутерот, некој многу контроверзен говорник. Некој кој што бил оценет како опасен говорник. Некој кој што за кого било речено, не само за него, и за другите апостоли, но што било речено? Дека овие кои што го испревртоа целиот свет со својата наука. Дојдоа сега и кај нас тука да направат дармар. Павле бил многу контроверзен говорник. Многу опасен говорник. И сепак неговиот верен следбеник и лекар, доктор Лука, македонецот, што би рекол Перо. Така, Перо, Лука бил македонец, нели? Не знам дали ме слушна. Доктор Лука, иако бил верен Павлов следбеник и негов обратеник и негов пријател, кога го пишувал текстот во делата на апостолите, запишал дека оние во Вереја, кои што беа помудри од оние во Солун, затоа што ги испитуваа писмата, за да видат дали е тоа така. Со други зборови, да не го отфрлат однапред она што Павле им го проповеда, но исто така и да не го прифаќаат здраво за готово, она што Павле ќе им го проповеда, туку што? Да испитуваат. Истиот апостол Павле тоа им го пишува на слонјаните, бидејќи слонјаните не беа толку мудри, нели? И им вели, што? Какој совет им го даде? Духот не го гаснете, се сеќавате на тие зборови. Пророштвата не ги презирајте, се испитувајте. И едно последно што беше. Она што е добро, од тоа што ќе го испитате, она што е добро, држете се. Во историјата на адвентизмот, уште од таму 1850-те години и најголемите умови меѓу пионерите и самата Елена Вајт биле збунети околу прашањето за законот во Галатјаните. И подоцна во време на Минеаполис, исто така во тој период, 1880-те, значи 3 децении подоцна, настанала истата
дискусија и мнозина умови исто така биле збунети околу тоа прашање. Поточно, забуната се врти околу прашањето што треба да се подразбира под Мојсеевиот закон. Пред 10 години, кога јас бев, така да речем, почетник во пораката за оправдание со вера, иако со месеци ја проучував пред да зуцнам било што од катедра на таа тема, исто така ја малку се бунев околу тоа како треба да го толкуваме законот во Галатјаните, а истата забуна ја покажа и брат Паул пред 2 саботи. Значи, тоа ни е својствено на сите, сакам да кажам, дека, особено ако не сме малку по-втемелени, лесно е да се збуниме. Се збуниле Џон Ендрус, Јозеф Вагнер, Елена Вајт своевремено, Урија Смит, председателот на Генерална конференција, Џорџ Батлер, сите тие беа збунети по тоа прашање. Па ако тие беа збунети, зарем е проблем ако и ние се буниме. Затоа би сакал да ве повикам да ја погледнете проповедта на брат Паул од пред 2 саботи, можете да ја погледнете во детали на интернет, да погледнете мојата проповед за додадениот закон од 5 август 2017 година. Може да најдете на интернет и така се вика додадениот закон. Или, добро, со Библија во рака, да го следите и не само сега и подоцна во вашите домови, да го испитувате ова што ќе го кажам денес, дали е тоа така. Прво би посакал да ја направам следната забелешка. Ќе отвориме во 5-та книга Мојсеева или Второ законие. 5-та Мојсеева или Второ законие. Четиринаесетта глава. Главата каде што се повторуваат здравствените закони или поточно прехрамбените закони за израелците. Зошто се повторуваат? Што значи второ законие воопшто? За кого е тоа напишано и кажано? Затоа што првата генерација израелци во пустината изумрела заради своите гревови, непослушност, роптање, мрморење, неверство, како што запишал и апостол Павле, одnosno Господ кажал во псалмите, Павле само го цитирал во посланието до евреите. Затоа не влегла во мојот покој. Зошто не влегле? Затоа што не веруваа. Сега кога ги повторува прехрамбените закони во 14 глава од Второ законие, ако се сеќавате, брат Паул го цитираше следниот стих. Кој стих? Ајде да ви текне. Што цитираше брат Паул од оваа глава? Дваесетипрвиот стих. Односно, тој спомена крава, можно е да цитираше друг текст од друго место, што ја кажува истата заповед. Во 21 стих тука вели, важно принципот е ист. Принципот е ист. Не јадете ништо умрено, тука им вели Господ на израелците. И сега, дај му го на придојдениот, што е во твоите градови, нека го јаде тој, или продај му го на тугинецот, зашто ти си народ свет за Господ твојот Бог. Потоа вели, не вари јаре во млекото на неговата мајка.
Значи, овој принцип го има и на друго место, може би Павло од таму го цитирал, не баш овој стих, бидејќи се сеќавам дека спомена крава баш. Принципот е ист. Се поставува прашање, дали Господ им заповедал на израелците, ако им пцоисе некој животно, да мора да го продадат на странци? Не. Значи, не треба така да се свати заповед. Заповедта само гласи, вие, израелците, да не јадете нешто умрено. Значи, сака да каже, немој да јадеш нешто умрено или пцојсено, можеш да му го дадеш на предидениот или да го продадеш на странецот, но ти да не го јадеш. Заповедта се однесува само на тоа, ти да не го јадеш. А зашто тогаш Господ спомнува, можеш да го дадеш на ови или да го продадеш? Затоа што паганите тоа го јаделе. За паганите тоа не било навреда. Да му продадеш нешто умрено. Тие би сакале да му продадеш нешто умрено. Денес, дали би било навреда за повеќето луѓе, да речеме, во вашиот град, да им продадете свинско месо? И дори по ефтина цена, да речеме. Па се разбира дека не е навреда да им продадете, повеќето луѓе јадат свинско месо. Така и паганите, не им било гајле дали е умрено или не е умрено. Тие тоа го јаделе. Значи, Господ не сака да каже, продај му го на другиот. Како императив, како заповед. Туку, можеш да му го продадеш на другиот, повеќе како толеранција, како дозвола, само ти не јади. Битното е, ти си народ посветен. Значи, ти си избран, ти немој да го јадеш. Господ сака неговиот народ да биде поздрав од другите народи. Се разбира, нека ќе рече, ама не е етички исправно и да му го продадеш на другиот. Се разбира дека не е, но ова е Стар Завет. Ова се 1000 и кусур години пред Христа. Значи, нашиот денешен христијански стандард не ни дозволува, се разбира, да го правиме тоа. Меѓутоа, во време кога странците, незнабожците, необрезаните, тугинците немале проблем, тие јадели и нечисто, и умрено, и не е тоа проблем. За нив тоа не било проблем. Тоа не било навреда за нив. А Господ сакал неговиот народ да има повисок стандард од тоа. Тој да не јаде умрено. Се разбира, Павол го спомена како пример на закон од Мојсеевите книги, што не одговара на Божиот стандард, на најсовршените етички и морални начала, и познатиот закон со кој што Мојсеј им дозволил на израелците да се разведуваат. И самиот Павол го објасни тоа, како што Христос го објаснува во Новиот Завет, например, мислам дека го споменува во Матеј 19 глава, дека Мојсеј сето тоа им го дозволил на израелците за од која причина? Заради тврдоста на нивното срце. И ако читате на повеќе места низ Мојсеевите книги, Господ го повторува тоа одново и одново. Вие сте тврд народ. Тврдоврат народ. Немојте да мислите дека заради вашата правда ве воведува, ве внесува Господ во ветената земја или заради некоја ваша заслуга, бидејќи вие сте тврдоврат народ. Не ве внесува заради вашата правда, заради некоја ваша заслуга, туку само затоа што Господ им се заколна на твоите татковци, на Аврама, Исака и Јакова. Значи, Господ сака да си го одржи својот збор, своето ветување. Затоа го водел, го бранел, го подигал Израел како народ
но постојано и ги подсетува, не заради ваша заслуга, не заради ваша праведност, бидејќи вие сте тврдоврат народ, вие имате закоравено срце, вие не сте побожни, вие не сте верни. Интересно. Уште во Мојсеевите книги Господ сака да ги сочува од легализам, од фарисејштина. Немате вие никаква заслуга. Туку заради мојот завет кон вашите татковци. И сега да отвориме во Галатјаните, одново 3 глава. Послание до Галатјаните, 3 глава. Се сметам задолжен да го расчистам ова прашање. Послание до Галатјаните, 3 глава, каде што станува збор за додадениот закон. Значи, Паул почна, ако да ве подсетам, од 16-тиот стих, се сеќавате, па продолжуваше се и од 15-тиот, значи, кога Павле прави споредба меѓу човечкиот завет или тестамент, како откако тој ќе биде утврден, никој не може да го растори, ниту да му додаде нешто. И се беше на место, во Пауловото излагање, се беше на место се до 19-тиот стих. Јас очекував лично, бидејќи до тогаш се движеше, значи, по линија на Вагонер, така да се изразам. И сега кога го постои прашањето, Павле што го поставува во 19-тиот стих, зошто пак е даден законот, штом законот не беше додаден како некоја нова одредба во Аврамовиот завет, како некој додаток, бидејќи не може, заветот Господ веќе го направил со Аврам и на тој завет ништо не може да му се додаде. Нема нови услови на тој завет, совршениот завет, што Господ го случи со Авраам. И многу ми се допадне што брат Паул убаво го раздвои тоа, што во адвентизмот прв пат Вагонер го направил, а до ден денес има адвентисти кои што тоа не го прават. Го раздвоил едниот од другиот завет. Тоа не се исти завети. Ја познавам луѓе што мислат новиот завет е само стариот завет обновен. Сакаат така да речат. Мислат, например, дека со тоа ќе има повеќе шанси да ги убедат луѓето дека и во новиот завет треба да ја празнуваат саботата. Зашто ако ги представиш заветите како спротивставени еден на друг, што на вистина и се, тогаш ќе изгледа дека значи не треба да ја празнуваме саботата, што не сме под стариот завет. Така? Така мислеле и мнози на адвентисти и ден денес. Паул убаво ги раздвои заветите, како што тоа Вагонер го направи, како што Павле тоа го прави тука, дека едниот завет е спротивставен на другиот и не може да има компромис помеѓу нив. И убаво нагласи дека се спасуваме само со кој завет? Од тие два. Да, со новиот или со Аврамовиот, ако ги споредуваме Аврамовиот и Синајскиот. Бидејќи новиот завет е исто што и Аврамовиот завет. Затоа и во оваа глава завршува Павле со зборовите во 29-тиот стих. Ако сте пак вие Христови, ако сте Христови, тогаш сте што? Тогаш сте Авраамово семе, бидејќи Павле пред тоа докажа дека семето твое, семето Авраамово се однесува на Христос. Ако сте вие Христови, тогаш сте семе Авраамово и поветувањето што? Наследници. Значи, на кој начин може вие да ја наследите ветената земја, новата земја? На кој начин?
според ветувањето, според Божието ветување, односно според Новиот Завет. Ако сте Христови, ако сте во Христа и ако Христос е во вас. Се разбира преку Светиот Дух. Сега. Се до тука, значи, Паул се движеше одлично. Дури мене ме воодушеви. Иако и јас самиот сум ги зборел тие работи. Бидејќи оваа тема ме воодушевува. Одново и одново. Кога год ке стане за неја збор. Но тука малку направи една дигресија, кога требаше сега да каже кој закон е додаден. Вагонер јасно рече, тоа е моралниот закон. Тоа се 10 заповеди, значи. Само 10 заповеди Господ ги објавил на Синај, на тој тврдоврат народ, со сиот страф и трепет, што им го втерал во коски. И со огнот, и со димот, и со ангелските труби, и со громови и молни, сета таа манифестација, како што споменав ја во мојата проповед пред 2 години, сето тоа зошто постоело? Зошто на таков начин бил објавен законот на Синај? За да им се втера страф во коски на тој тврдоврат народ, дури и на самиот Мојсей, да им се втера страф во коски, да сватат колку е свет Бог, колку е свет неговиот закон, а колку се тие грешници, несвети, со тврди срца, непослушни и така натаму. Со други зборови, за да им го покаже гревот, законот е додаден поради престапите, за да им се покаже гревот, не за да биде некој нов услов на Аврамовиот завет. Значи, ние не можеме да се спасиме со држање на законот, бидејќи законот веќе сме го прекршиле. И законот, ако еднаш сме го прекршиле, ние сме, што? Виновни за смрт. Не може законот да ни даде живот. Ако беше даден закон, вели Павле, што ќе можеше да животвори во 21 стих, тогаш на вистина оправданието ќе произлегуваше од законот, но законот не може да оживотвори. Законот ме гледа мене како грешник, престапник и некој што заслужува само смрт. И законот е праведен кога така ме оценува. Законот е праведен, бејќи тоа е вистина. Како што спомена во проповедта под наслов политика на 13 април. Значи, кога законот не може да не оправда, а сведочи и не осудува за нашите гревови, тогаш законот е праведен кога го прави тоа. Тоа Вагонер го опишува во книгата Христос и неговата праведност. И законот не треба да се презира затоа што не може да не оправда или да не спаси, да го спаси грешникот, престапникот, туку треба да биде ценет заради тоа. Значи, законот кој што убијците од Смилковско езеро ќе им ги скинеше главите со гилотина, иако во поранешна Република Македонија немаше таков закон, ниту смртна казна, за мене ќе беше праведен закон, ако го имаше. Таков закон е праведен закон. А оној кој што ги пушта на слобода тие убици, тој е каков закон? Тој е неправеден закон. И Вагонер вели, какви судии сакате, корумпирани или некорумпирани? Какви закони сакате, праведни или неправедни? Се разбира праведен закон. Значи, ако Божиот закон не може да ме оправда, тој треба да биде ценет и почитуван заради тоа, затоа што јас сум грешникот, во мене е злото, јас го престапив. Како може законот, како може Бог да биде праведен, ако сега покрај сета таа моја грешност ме ослободи и ме прогласи за невин? Тоа би бил неправеден закон.
Затоа законот не може да ме оправда мене кој што сум веќе грешник. Оправданието доаѓа само од Христа. И вели Павле во Римјаните, сега без законот се јави Божјата праведност, но посведочена од законот и пророците. Значи, Христовиот живот, неговата благодат, силата на Светиот Дух негов и така натаму. Павол тука направи дигресија кога јас очекував, како и Вагонер, да нагласи дека тој закон што бил додаден се 10 заповеди, бидејќи пред тоа самиот го цитираше 2 Коринтијаните 3 глава, го цитираше Павла, каде што зборува за стариот закон, напишан како букви на камените плочи. Значи, буквата која што убива, ги цитираше тие зборови, ако се сеќавате пред 2 саботи, буквата што е буквата убива, а духот е тој што оживотворува. Како што тука вели Павле, законот не може да оживотворува. Буквата не оживотворува. И сега, Паул цитирајќи го Павле, својот соименик, значи, го спомена тоа, буква запишана на камени плочи. И сега, на Синај, што било запишано на камени плочи? Само 10 заповеди беа запишани. Не други заповеди од сите 613. Точно е дека Мојсеевиот закон, како израз, се однесува на целото петокнижие Мојсеево. Или ако мислим конкретно на законски одредби, на сите 613 што се споменуваат во Тората или во петокнижието. Меѓутоа, и така евреите го толкувале. Меѓутоа, премногу е јасно дека на Синај, пред сиот народ, со сите тие громови, молни и останати чуда, кои што втера страф до коски и во самиот Мојсеј, како и во останатите израелци, бил објавен само законот на 10 заповеди на таков величанствен начин. Вагонер тврди, пред 2 години ја го повторив тоа, зошто Господ на Авраам не му направил такви страшни призори, громови, молни, ангелски труби, такви величествени чуда. Зошто на Авраам не му втерував страф во коски, како што им втерал, затоа што Авраам не е тврдоврат, затоа што Авраам бил веќе оправдан со вера. Господ му рекол, му го дал ветувањето, ќе ти ја дадам оваа земја и на семето твое. Авраам му поверува и тоа му се прими на оправдание. Господ го повика да излезе од Ур Халдески, како што ни велеше и Паул, од Вавилонската држава, и Авраам послуша и излезе, не знаејќи каде оди. А какви беа израелците? Израелците беа спротивно на тоа. Израелците, Господ ги изведе на крилија орлови, како што самиот вели, или преку со чудото на низ Црвеното море, ја исподави и целата египетска војска во тоа море. Израелците што направија? При првата криза, која ги фати жет и глад, ајде да се вратиме во Египет. Ајде да се вратиме во Египет. Каква неблагодарност, каква тврдовратост. Зошто на Авраам не му беа дадени вакви силни манифестации, ваков страф синејски, затоа што Авраам веќе беше верен. Авраам имаше послушно срце. И стои запишено во Битие 26 глава 5 стих, дека Авраам го слушаше гласот мој, зборовите мој, заповедите мој, уредбите мој, законите мој. Авраам ги слушаше. Паул тука направи дигресија кога
наместо да го нагласи декалогот, моралниот закон, како оној што на Синај бил додаден со такви страшни манифестации, тој тука направи дигресија и отиде во овие другите заповеди, како што ги споменавме, со пцојсаното, како пример само он ги зеде тие две, конкретно. И тука настана една забуна, затоа што, како што брат Борче постави прашање, тие заповеди, што не одразуваат совршено, значи, морално не го одразуваат совршено Божиот карактер, кој што на израелците им биле дадени како еден вид толеранција за разводот, например, заради нивните тврди срца, или од причина што Господ во Стариот Завет сакал Израел да го одвои од паганските, од другите народи, значи од изборни причини, па затоа не им нагласува тогаш немој и на нив да им продаваш или да им даваш пцојсено месо, туку штом тие сакаат да лапаат и свинско, и пача, и крвавици, штом тие самите сакаат, дај го на нив. Но ти немој да го јадеш. Јас сакам ти да бидеш поздрав од другите народи. Јас сакам ти да бидеш свет во однос на другите народи. Сепак тие заповеди, конкретно, како што забележа брат Борче, не се тие заповеди воспитувачот или педагогот што не води во Христа. Кој е педагогот? Бидејќи Павле го користи тој збор во 24 стих. Овде преведено како воспитувач. И така законот беше за нас воспитувач да не доведе до Христос, за да бидеме оправдани преку верата. И 25-тиот стихот кој што се исплашија повеќето адвентисти и во 19-тиот и во минатиот век, а откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитувач. Па сега, ако 10 заповеди, ако моралниот закон се овој воспитувач, а се, и сега читаме дека откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитувач, што значи тоа? Протестантите рекле, тоа значи дека не треба, не мора да ја празнуваме саботата, не мора да ги почитуваме овие закони за јадење и пиење, можеме да лапаме и да ждереме што сакаме. Да празнуваме празници какви што сакаме и така натаму. И слушајќи ги протестантите, адвентистите се исплашиле од тоа. Стварно бе, така е. Така е, испаѓа дека е работава. И побрзале во паника, ја нареков таа панична теологија своевремено, да речат дека воспитувачот не е моралниот закон, воспитувачот е церемонијалниот закон. Воспитувачот е нешто друго. Според тој додадениот закон е нешто друго и таа забуна постои до ден денес во адвентизмот. Сите кои што не ја разбираат добро пораката за оправдание со вера, не го разбираат се уште добро, доволно добро ова прашање. Сепак, таа проповед на брат Павло пред 2 саботи покажа јасно зошто Вагонер толку инсистираше на моралниот закон. Иако и тој знаеше дека Мојсеевиот закон се однесува на сите 613 заповеди, на целото петокнижие, на целата Тора, тоа не е спорно. Но зошто се инсистира на 10 заповеди? Затоа што 10 заповеди беа објавени на таков величествен начин на Сина и пред целиот народ. Останатите заповеди Господ само ги кажуваше преку Мојсей и он ги запишуваше во книга. Но само 10 заповеди пред целиот народ.
во таа славна и страшна манифестација на Синај. И само 10 заповеди беа буквата врежана во камени плочи. Ниту една друга заповед од Мојсеевите уредби не беше во камените плочи. Само 10 заповеди беа во камените плочи. И некако што во овој последниот филм, најлошиот за Мојсей, на крај го прикажуваат Мојсей како он ги длаби буквите во плочите. Немојте од Холивуд да учите библиска историја. Туку што вели писмото? Чиво писмо беше тоа на плочите? Тоа беше Божјо писмо на плочите, напишани со Божји прст, вели самиот Мојсей. Господ ги напише 10 заповеди на камените плочи. Мојсей потоа ги препиша, кога ја пишуваше втората книга Мојсеева, се разбира. И потоа второзаконието за следната генерација. Само 10 заповеди, третата причина зошто само тие се додадениот закон, на прво место, е што само 10 заповеди се тој воспитувач. Павле го употребува зборот педагог. И полесно ќе го разбереме воспитувачот, ако го разбереме буквалното значење на педагогот. Што значи педагог буквално? Се разбира, вас овој поим ве асоцирам на некој тип од школа или во некој вработен или вработена во основно, во средно училиште. Да. И така натаму. Но, што значило во времето на апостол Павле? Буквално изразот значи детеводител, педагог. Оној што ги води децата. Сега, што значило во наше време во школите? Значи е една работа. Што значило во времето на апостол Павле, која го зема тој пример од тогашното општество, тогашното грчко-римско општество? Педагогот самиот бил роб по својот општествен статус. Значи, било лице, го користиме ние зборот слуга, пристав, во Евангелијата исто така. Лице кое што било во служба на господарот, на стопанот, на некој имот, но кое што, за разлика од другите робови и од другите слуги на господарот, бил задолжен само за една работа. Која била таа работа? За разлика од другите робови, овој роб бил задолжен само за една работа. Значи тој, бил задолжен да работи со децата на господарот, да ги воспитува, да се грижи за нив, да се игра со нив ако треба. Но конкретно, од самиот израз да го водиш детето, педагог, тој бил човекот што го земал детето на господарот за рака и го водел на училиште. Затоа бил педагог. Тој ги водел и тој бил одговорен за нивната безбедност до училиште и назад. И не мора да е училиште, да речеме некој друго, екскурзија по далечно место или до град и назад, или... Педагогот бил одговорен за нивната безбедност, да го однесе детето до дестинацијата и безбедно да го врати назад. И што разбира, може да се замисли, за таа одговорност одговорал со живот, ако нешто му се случи на детето на господарот. И што вели Павле во Евреите, се сеќавате, не во Евреите, тука во Галатјаните го вели, во Евреите кажува нешто друго, дека Мојсей беше верен слуга на
Евреите 3 глава. Мојсей беше верен слуга во Господовиот дом, а самиот Исус, синот, што е? Тој беше синот, значи, тој беше наследникот. Христос е синот на Господарот во таа парабола, а Мојсей бил само верен слуга во Господовиот дом. Тоа го вели во Евреите 3 глава. Сакајќи да им покаже на еврејските христијани колку е Христос поголем од Мојсей. Христос е синот. А Мојсей е само слуга, верен слуга, да, најверен слуга, ама слуга. Има разлика од слуга до син. Има разлика од слуга до син. Има. Од благојче и работник во ролопласт има разлика. Се разбира дека има. Од синот и од слугата има голема разлика. Од Исус и од Мојсей има голема разлика. Во Галатјаните пак вели дека меѓутоа и синот, ова па не се однесува за Исус, него во друг контекст, додека е малолетен, вели Павле, што? Дури да е наследник на целиот имот, дури да е царски син, додека е малолетен, што? По ништо не се разликува од слугата. Го знаете тој стих? Додека е малолетен, дури и царскиот син, додека е малолетен, по ништо не се разликува од слуга, и тоа најдобро се гледа во случајот што малолетниот син му е подчинет, се наоѓа под власта, значи, чија? На педагогот, значи, на овој роб, кој што е одговорен за децата на Господарот. И сега, зошто апостол Павле ја споменува таа споредба, ја прави таа споредба? На кој начин законот, 10 заповеди, се нашиот педагог, што не води каде? До Христа. На кој начин? Кога ќе сватиме, кога Павле вели зошто пак е додаден законот, ако тој не е услов за спасение, бидејќи не може да биде, од законот не можеме да бидеме оправдани. Затоа што бил додаден заради престапите, заради беззаконијата. Законот служи, и ова е голема критика до протестантизмот исто така, кој што и до сите оние кои што сметаат дека е укинат законот. Законот служи и тој и денес ја врши таа, мора и да ја врши и денес таа функција, инаку како ќе дојдеме кај Христа? Кој ќе не однесе кај Христа ако не постои законот? Ако е укинат законот? Како тогаш протестантот ќе дојде кај Христа? Како дошол воопшто? Токму така, во Римјаните, да. 3 глава, мислам. Значи, или 7 глава беше тој стих. 7, да. Законот е единствениот начин, единственото средство кое што може да не убеди дека сме грешни. Да не осведочи во гревот. Кога ќе сватам дека сум грешен, кога ќе се освестам, се разбира дека Светиот Дух го прави тоа, меѓутоа, како ќе го направи Светиот Дух тоа, ако тврдам дека законот е укинат, како што вели Милош, без законот, тогаш моите погрешни чувства, моите сентиментални расположенија, овакви или онакви, ќе ги прогласувам за глас на Светиот Дух. И протестантите паѓаат во такви разни видови на фанатизам. Ако немаме мерило за Божјата праведност, што е тоа грев, а тоа е законот, тогаш како ќе бидам доведен кај Христа? Христос зашто ми треба? Па за оправдание, за да се покајам од гревот, да се спасам од гревот. И од неговите последици, вечната смрт. Законот е педагогот што не води во Христа. Само оној закон кој што може да ме убеди, а тој е моралниот, во мојата нечистотија, додека ја мислам дека сум светец, додека ја мислам дека сум убав, додека ја мислам дека сум супер,
огледалото ќе покаже дека сум никаков и ќе ја фрли целата моја човечка гордост во прав. И кога така освестен, треснат од земја, ќе ја сватам својата вистинска состојба, како израелците под Синај. Само во таа ситуација можам да го побарам спасот, ако се разбира, го знам веќе или го чуjem тоа Евангелие, таа радосна вест, кај единственото место од каде што доаѓа спасот и оправданието, а тоа е Исус Христос. И законот, за да биде педагог што не води кај Христа, и ден денес треба да ја врши таа функција. И ден денес треба да знаеме што е грев. И дали е случајно што протестантскиот свет, кој што прв се откаже од Божиот закон, дали е случајно што од кај нив почнува целата смрдеја на денешниот отпад, христијански отпад. Со најтазе пример, денешниот Содом и Гомор. Без да знаеме, без Божиот закон, а за нас Божиот закон е и целото писмо, односно сите морални уредби, што ги наоѓаме било каде во Светото писмо, па и надвор од Светото писмо. Сите морални начала, зашто 10 заповеди се сршта, уставот. Еднаш имаше Слимовски проповед, уставот, Божиот устав на сите устави, мислејќи на 10 заповеди. Без моралниот закон ние не знаеме што е грев. Без огледалото ние не знаеме какви сме. Огледалото ќе ми покаже каков сум, и ако сум извалкан, дали огледалото сега може да ме очисти? Не, ќе побарам сапун. Лекот доаѓа од надвор, од друго место. Но, дали огледалото не треба веќе да постои, затоа што тоа не може да ме очисти? Се разбира, глупаво прашање. Дали законот е укинат или не треба да постои, затоа што тој не може да ме оправда? Исто така глупаво прашање. Законот постои за сосем друга намена, за сосем друга функција, како и огледалото, и за таа функција тој треба да постои и денес, и било кога во иднина. Божиот морален закон, неговите совршени начала кои што го одразуваат неговиот карактер и стандардот на праведност низ сите векови. Нека му е фала и слава. Амин.